На крајот од денот доаѓа дека роми само умирале низ годините, а не се раѓа. Сево ова само по себе буди одредена нејаснотија поврзана со самиот попис, бидејќи сме сведоци дека овие драстични промени, тренд на зголемување па тренд на намалување, само по себе немаат логика. Доколку го анализираме Скопје, пример, како главен град, имаме скоро 5000 роми помалку во споредба со 2002 година. Ако ги анализираме Шуто Оризари, како најголемата ромска општина на Балканот, веројатно и во Европа, имаме 2000 роми помалку во споредба со 2002 година. Во Чаир, во која што е и најстарата ромска населба Топана, имаме 1700 роми помалку. Куманово, например, имаме 1400 роми помалку. Прилеп, Тетово и Виница имаме отприлика по 400 лица помалку. Велес имаме 293 роми помалку. Или во апсолутна бројка имаме 507 роми во Велес, верували или не. Ако го земеме и промилот на тоа на наталитетот на ромите, кој што е убедливо најјак во споредба со сите заедници, сами по себе овие бројки се поставуваат доста прашања околу процесот на попишување на ромската заедница. Треба заедно со Заводот за статистика да се почне паралелен процес. Таков пример има во други држави, кај што дополнително се собираат податоци за ромската заедница, меѓутоа тоа треба да е верифицирано од институциите за да тие бројки се користат понатаму, а не пример само организациите сами да се спроведат, а на крај тие резултати да не бидат признаени од општо државата. И верувам дека на тој начин ќе се зголеми, ќе се врати можеби довербата кај заедницата, меѓутоа и ќе се надмине на разочараност од државата, бидејќи за жал или за среќа, ако ги гледаме афирмативните мерки, секое право е поврзано со процентот на заедницата во државата.